Со тебе сакам да го започнеме разговорот со еден мој пример што ќе ти го кажам. Гледав една представа, монодрама, со еден од најголемите балкански актери, Зијах Соколович. Значи, представата беше монодрама и имаше джез бенд на сцена и секој инструмент беше лик во представата. Како да зборуваа. Секој еден инструмент како да зборуваше, да чувствуваше, како да говореше. После, кога прашав, тие ја работеле представата многу долго време, не знам, 1 година ја работеле представата, затоа што секој инструмент имаше задача да ги научи во наводници репликите и да ги изговара преку инструмент. Тоа би било логично малку потешко преку диктат музички, нели? Мада исто. Сега, знаеш, секој еден инструмент ја раскажуваше својата приказна. Која е твојата приказна? Што е она што ти го раскажуваш и што е она што твојата приказна ја прави посебна и твоја? Кога ми спомна веќе инструмент, значи тоа е анимација, анимирање на чувствена состојба или на нешто што го пренесуваме можеби со векови кармично, да кажеме, душевно или било како сватено. Спецификата е што човечкиот инструмент, најблиску до обојата или флейтата, уствари гласот човечки, е и најтешкиот. И во театарот кога се глуми, кога треба да изведуваат, да пеат. Еден глумец, ако не е танчер и пеач, ќе отвориме теми понатака кои се денеска можеби уметници, глумци или не. На времето не ни почнувал да се работува воопшто. Значи имаме од Фред Астер, Джин Кели до Чарли Чаплин и кои не. Поентата цело е што сето тоа е тешко на свој начин, сето тоа е многу природно и спонтано од друга страна, значи инструментите, сепак како музичар најмногу можам да зборувам, нели, од се што правам во животот, е нужна, според мене, значи нужна потреба да се изрази човек, така да дали е тоа произведен инструмент од 5000 евра или е тоа, како што можеме на YouTube да видиме, од Весло која си прават гитари ентузијасти, кои што највеќе ги ценам јас лично. Човекот барал начин да се произнесе, да го произнесе тоа, да се изрази, како и во било која уметност. Но музиката, да кажеме, е као прва, лелекот, нели ударот. Луѓето буквално се изразувале уште од племенските заедници. И тоа било можеби и најискреното. Тоа може било најискреното. Значи, што е твоето искрено? Сакам да стигнам, да амалгамирам со муабетот најискреното заради тоа што како се развивале медиумите, како се развивала масонската стратегија да уништи планетава, така се повеќе и повеќе се отуѓувал оној природен сегмент кој што е содржан во музиката, без разлика дали ние произведуваме инструмент или сме инструментот. Сето тоа се извитоперило со медиумите, продукцијата, стандардите во продукцијата. Јас како музичар се чудам, дури лани го попуштија децибелниот стандард во продукцијата, каде што филмските уметници, како мене да кажеме, што прават малку поспецифична музика или класичарите, не може да си дозвола динамика во музиката, само заради тоа што американскиот пазар рекол до таму и до таа децибелажа мора да ви биде песничката, значи на мастер збориме. Каде што најпросто објаснето и за публиката и за вас се губи целата динамика, целата душа на песната и остануваме само на мртов удар. Тоа мислиш дека е кочница од креативен аспект? Тоа не е кочница од креативен аспект, тоа е сценарио кој што мора да ги заобли душевните моменти на секој можен начин за да станеме ни роботи. Значи тоа е постепен процес во преоѓање во моторика и постепен процес како да станеш робот во постепен процес во се повеќе и повеќе безчујно влегување во машинеријата. Тоа се тие сите закони. Значи музиката само 90-ти навака разгледа. Во 90-ти имаше подобри популарни песни отколку што денес има рок песни. Само за 2 децени. Значи тоа мора да е политика, тоа мора да е нешто кое што ги менува луѓето. Ако било кој малку бар антропологија знае, не мора да навлегуваме ние во биолошката свест на луѓето или во генериката, не можеш ти за 2 децени да се смениш како популација, нити на едно место, нити во целиот свет. Тоа е многу спор процес. Тоа значи дека е убрзано. Тоа превод е медиум. Медиумот е тој што ги извитоперува работите. Според мене секој медиум од кој е појавено, од печатение, од историјата што е напишана, е најверојатно лажна. Ја друга стvar ти кажам, топлата вода е измислена, значи ти тоа што го збориш, што си го видела во театар, тоа го има во Густав Цртанија, значи он неговиот глас изразен преку труба инструмент. Ете го истото. Да, не, алудирав на тоа да ми ја кажеш својата
приказна, што е Па тоа добро, што да, ја ти тебе кажам дека мојата приказна преку е- инструмент те прави посебен, знаеш, види. Сите е посебен на Сите свој теми начин, се потрошени, така, Во и ред, оваа ајде, идеја ќе е филозофирам, потрошена. Ајде, не знам, најтешко прашање, навистина не знам, затоа што можеби ако го дознам тој ќе престанам да бидам толку воодушевен од и инфантилно израдуван кон целата уметност. Значи не Добро. знам точно. Можам да кажам дека Саш имам да ми импакт кажеш од се и дека се што. твојата приказна се менува секојдневно, во зависност Точно од е. околностите. Исто како и ставовите. Така, во зависност од околностите. Точно, сосема точно. Ајде сега да навлеземе малку повеќе ете во театарот и твоето искуство во театар. Моето искуство кажува дека во соработка со различни композитори, кажува дека музичарот овде треба да ги слушне во наводници тоновите на режисерот, да ги слушне тоновите на представата, па тогаш да го вметне својот тон, својот стил како музичар. Кое е твоето искуство? Дали си имал Точно е. некогаш Точно конфликт? и не е комплетно точно, затоа што уметничкото дело кога си решил да го прикажеш, значи да не остане она дома си дрнкам, и тоа е уметност, веќе го ставаш во некаков пакет, во некакво руго, во некаква соработка, најчесто меѓу повеќе луѓе екипа, некогаш и сам, нели, моно работи. Сега поентата цела е што аранжманот на работа може да е различен. Ти имаш секакви експериментирања во самата музика во аранжманот. Например, исто Вртев прави први текстови, потоа става музика. Јас многу почесто компонирам музика, па потоа размислувам за текстовите на музиката. Така може и во театар да биде. Значи може режисер да се фати за едно музичко дело, нека тоа албум цел и Добре. на база на тоа да направи представа. Исто како и за мюзикл најчесто што би размислувал некој. Моето лично искуство беше од прилика, како што го објасни ти, затоа што со Љубиша поготово кога работев, човекот знае што сака, веќе со децении. Ама и ти знаеш што сакаш. Добро, знам јас што сакам, но јас таму, веќе ако збориме како искуство на соработка, јас таму летувам како член кој што треба да придонесе во неговиот комплексус замислен, во неговиот констелација на сето она што он го замислил како режисер. Значи, јас не сакам да ги дистинцирам професиите од типот на оне диригент по секоја цена, него друго е муабетот. Таму глумците доаѓаат да го изглумат текстот. Јас доаѓам да придонесам со музиката. Значи, ако веќе, како што кажав, не е правено на база на различни концепти од страна па споени, или на мој концепт па он ке режира и така натаму, тогаш се знае дека јас ќе придонесувам во сонично, нотално, суштествено, чувствено или како и да можам да се надополнам. Дали си почувствувал дека бегаш од твојот стил? Дека режисерот ти го наметнува неговиот стил? Одлично прашање. Љубиша е човек кој што од стар почна ми верува, затоа што најверојатно го потсеќам на него кога бил дете, така преслушнав од екипата во околина, што мене баш ми беше драго. Многу убава комуникација развив со него. Он мене комплетно ми веруваше, буквално ми веруваше, се додека него донесам што се вика дури и крајно изработено делото, некако веруваше дека ќе биде како што треба. Нормално претходно имаше нели осознавање на сето тоа што како треба да биде интересно. Зашто ми е интересно да зборувам околу тоа? Затоа што јас успеав да останам на свој, дури 100% можам да кажам, во таа музика што ја направи. Значи имавме различни, имавме една трагикомедија, па потоа една само комедија. Трагикомедија е, да кажеме, поблиску до она што може да се направи како длабина на музика за да достигнеш печаток. Многу е потешко комедија да работиш. Луѓето мислат дека е најлесно, е најтешко во суштина. И во двата случаи јас бев свој. Значи тој ми дозволи доволно простор. Јас имам искуство со режисери од алтернативни театри. Добро. Кои што јас не сакам сега да споредувам, но сепак да кажеме се тоа аматерски театри, каде што многу повеќе се мешаат, даваат директиви, а не знаат ни самите што сакаат. Значи Љубиша е човек што не сум сигурен дали свири инструмент, можеби свири некој инструмент, но толку многу познава музика и класика, што ние учиме од него, што он самиот може да искомпонира. Така да воопшто не ми беше тешко да влезам во тој филм и јас сум многу задоволен затоа што буквално не ме промени, а супер исконкционирав. Јас бев пофален од него за разлика дури од некоја екипа која што на почетокот на представата тој не беше воодушевен буквално од екипата. Јас како да кажам нов член во екипа која што се сретнала 100 пати до сега.
да кажеме, скоро безпрекорно изфункционирав. Нормално е да има и проблеми и се. Моето искуство е тоа, значи сум дошло до момент да треба да се менувам, не ми се свигало, пак сум пробал да немам начин. Зошто? Затоа што тие од мене ќе максимумот ќе го добијат и ќе навлеземе сите заедно во делото кој што треба, ако сите си даеме одврзани раце. Значи ти мене ме земаш заради тоа што знаеш дека јас сум за тоа. Како кастинг на глумци. Јас обожавам трансформација кај глумец, да може да одглуми од бебе до баба, но најчесто ги бираме и по физикус и по сентимент. Мислам дека во однос на ова е опасно да работиш со не веќе оформена интелектуална личност, него веќе застарена интелектуална личност, не знам како да кажам, да останеш свој и да не дозволиш да потпаднеш под негово интелектуално влијание и како млад автор да останеш свој. Знаеш, цврсто да се држиш до својата идеја. Вистинскиот одговор за мојата идеја, моето место во проектите е мојот еклектизам. Значи, имаше можност да слушнеш од која Хирошима до Гордиев јазо, до Фрика, до... Да, ќе разговараме за тоа. Музика за филм, тоа е многу различна. Колку што е слична, толку и различна. Како што е глумата. Дури кај глумците е радикална, глумата во театар и филм. Поентата цела е што баш поради мојот еклектизам успевам да се израдувам со секој мој поединец со кој што соработувам, заради фактот што мене ми се допаѓаат многу стилови. Неколку кич стилови само на седот има и призвуци што мене не ми одговарат и не би можел да изаранжирам и скомпонирам во тој стил, да кажеме техно минимал, турбо фолк или што знам. Можда и реге, како некој сурогат, не дека не е убав како звук, но така да кажеме не ми е толку многу разиграна, по друга страна длабока музика. Во сите други стилови можам да се најдам. Значи јас самиот компонирам музика, што во едниот проект е филмска музика, во другиот проект е повеќе електроника, во третиот се ближи до рок-н-рол израз, блус имам компонирано и се што набрав. Интересно ми е и функционира за мене. Кажи ми во однос на музичките инсталации. Јас бев од неодамна бев на една музичка инсталација во Сулијан, која што се состоеше од звуци кои што ги има во чаршијата. Значи слушнав работи за кои што не сум била свесна дека постојат како звуци. И буквално, значи во Сулијан беше инсталацијата и ечеше цела чаршија, да ја почувствуваш и чуеш како звучи чаршијата. И немаше човек кој што не застана да чуе. И во тој момент си помислив, ете начин за промоција, за себе промовирање на некој автор кој што решил да направи на надвор во простор музичка инсталација. Те уверувам дека немаше човек кој што не застана да го чуе тоа. Дали тоа го гледаш како начин за себе промоција, како... Јас тоа ќе ти објаснам, значи јас го гледам тоа како начин за себе и не го гледам од друга страна. Впрочем, го гледам како начин затоа што сум приморан, почнавме да говориме на кај се одвива светот, од една страна, од друга страна не го гледам како начин затоа што малку и претенциозен од сите страни, затоа што ние заслужуваме уметниците многу поголема промоција само по себе, а не да бараме сега јас да откопувам. Ако е така, јас ќе денеска во 7 часот ќе го слушам Камени мост, при што ќе пуштам во позадина моја композиција. Не ми се допаѓа наметливоста уметноста. Јас на крајот на крајшто да компонирам за сам себе, сум решил да го поделам тоа со публиката, затоа што имам одговорност, емпатиска кон светот да направиме некоја промена сите. Но его трипот тука не смее да игра улога и едноставно во уметноста не може никој да ти каже дали те бива или не те бива. Секој сам работи за себе. Ако тоа е среќен и ако ти макар и со 5 души публика се дуплицираш, твојата мисија е завршена и успешна. Сега ние седиме на правење парчиња музика дома, потоа ги снимаме во студио, ги издаваме, па снимаме спотови, па мораме да бркаме левел и тоа е таа приказна светска. Ајде понатака како тема ќе отвориме. Мојабетот ми беше дали ми се допа. Јас самиот им учествувам на музичка инсталација, но тоа беше визуелно со музика поврзана инсталација, која што седиш во просторија каде што е наменета за тоа го правиш. Од друга страна електронска школа на Ардуино, проекти преку LED диоди и чуда. Имам посетуван, имам диплома од тоа каде што ние правевме буквално упади. Таму учевме од дадаизам до најкласика. Но што испадна повторно дегутантен момент дека во уметност не само што пишливата contemporary art спаѓа, која што денеска, да ми извинете на изразот, со издувни гасови, бараат ехолокација во сред Берлин, имаат публика. Тоа нема шанси. Тоа нема никош да го признаме за уметност. Но поентата цела е што младите
гледајќи ги денешните медиуми и оние безобразни начини на пробивање, сваќаат дека само на тој начин може да се пробијат и они се уклучуваат кон стадото на некој начин. Но јас познавам лично многу суптилно, класични, издржани уметници кои што никогаш не би се искомпрометирале на тој начин, но во многу побој светло би се покажале и така натаму. Не знам. Ај во однос на оваа себе промоција што ја зборуваме, низ Скопје има не знам колку улични музичари има, знам дека во Европа има милион. Па нема милион, има многу, има за разлика од за разлика Скопје, од Скопје, ако направиме споредба. Моето чувство, Гаврило, е како да повеќе се занимаваме со тие дозволи да станеш музичен уличар и дека не можеш туку така јас денес станав, ќе го земам инструментот, ќе излезам и ќе свирам. Нема тоа, не постои. Кај нас на звучници се пушта класична музика. Немам ништо против класичната музика, тоа е основата за секоја една музика. Аудирам на тоа, зошто, Гаврило, гледав некои клипови од тебе, знам дека си патувал многу, зошто Гаврило не решава да биде уличен музичар во Скопје и како го гледа тоа како начин за себе промоција или не го гледа? Не решавам во Скопје, нити па има тука момент, ако ти си уличен музичар и си стигнал до свестен уличен музичар, кој што е голема според мене, тоа е најтешкото музичарење, од моје искуство. Да. Тогаш ти најмалку ќе имаш проблеми во твојот град да свириш. На мене ми е поделено, јас во мојот град функционирам на софистицирана база на продукција, да кажеме. Едноставно ја правам сето на музика која што ја правам и сега во моето слободно време јас дали ќе музицирам со моите пријатели дома, во подрум, гаража, на викендица, во природа или на плоштад, тоа е тоа. Тоа е вистинското дружење, тоа е вистинската уметност, вистинското музичарење. Така да, јас во Европа сум го ставил шеширчето да соберам некој евро, затоа што јас морам да се покријам за да ја видам Швајцарија. Јас сум планирав Швајцарија и немав другаче како да испланирам. Јас навистина не сакам да бидам како Грото тука млади. Каков е односот таму кон уличните музичари? Тоа сакам да станеш, да стопираш, да спиеш каучсерфинг, да свириш секаде. Сакам да кажам дека и тука сум уличен музичар. Мене ми се случило 100 пати на плоштад да свирам, но не сум го ставил шеширо да соберам пари. Нема поголемо музичарење од тоа. Тогаш си питат ти си на плоштадот, нема бина, нема избацивачи, нема цајкани, нема карти, нема глупости, нема ништо. Душевна спојка со реципиентот и он тебе ти ја дава најголемата душа во моментот, значи најискреноста и ти нема поголемо нешто од улично музицирање. Можеш ли да ми направиш споредба за третманот врз уличен музичар таму и овде? Но сум го имал и тука во периодите кога Македонија, као догорче од Југославија, не знам како другаче да се изразам, се уште имаше некоја сцена, јас со Елеуса, многу успешен мој бенд, кој што немавме шанси да снимиме албум заради тешките услови на снимање на албум, пошто тогаш немаше секој домашно студио, македонска телевизија, 300 искуства. Имав можност да свирам и пред 1000-2000 луѓе на фестивали и во МКЦ и на ЕТФ и така натаму. Понатаму немаш баш можност да свирам пред толку луѓе. Денеска бендовите буквално се издиференцирани сите како стилови, нема веќе знаеш дружба на еклектизам во музика, од една страна, од друга страна не ни посетуваат толку. Искуството е прекрасно. Нас ни се качува млади девојчиња, но се знаме со името нашиот бенд. Јас можам да кажам дека Мик Джегер моментот сум го осетил и не ми се свиѓа повеќе од баскерскиот од уличниот. Не ми се свиѓа, не ми се допаѓа. Јас да сум сакал доста бойс бенд впечаток и да вртам цури или да собирам кеш од сето тоа, тоа значи дека јас ништо не сум првен масоните, го искористувам системот или преку нив заедно се искористуваме. Јас тоа ќе правев поп музика. После ќе ја фатев во реп или ќе ја ишишав и ќе станев опортуниста, како што мораме да стануваме денеска за жал. Јас се трудам да не станам. Значи твојата коса е твојата приказна. Па мојата коса е дел од мојата приказна, тоа се моите пипци индијански кон космосот. Знаеш, едно девојче еднаш кој ми кажа во кафич, вика, леле што си убав, вика, ама само да ишиш косата. Да. Нема потреба да разлажуваме понатаму. Вака, има море од музичари во Македонија. Повеќето, да речам, режисери, филмски и театарски, некако си се сигурни во композиторот што си го имаат избрано и секојаш работат со истиот и не се ставаат во некој креативен ризик да пробаат да работат со друг музичар. Значи тоа е едната причина зашто не работат повеќето музичари кај нас. Другата е нека биде првата, добро. Другата е дека стварно има многу музичари квалитетни и мене ми е прашањето дали тој проблем го гледаш во институцијата
Во режисерите или во себе? Секогаш може да биде проблемот произрокуван од мене, од него. Ама поентата цело е што не е баш така како што кажа, ради фактот, ради храбре или нешто тако. Повторно е политички се поврзано, они се држат политички. Јас не сакам баш да отварам теми, но еве и баш со институцијата Драмски театар подпишав договор кој што не завршив како музичар. Значи јас сега нема да ламентирам и да ставам билборди да ругам или да се ставам од страна на да се бојам политички. Јас не сакам политика. Ако сум ја вистински уметник, никогаш нема да можам да се продадам ни за 5000 евра како некои наши тука, па ни за повеќе. Мада секој си има цена, да не се лажеме. Поентата цело е што они се врзани политички, нив им кажуваат и тоа им кажуваат луѓе што не можат да се разбираат во уметност и музика или театар, што и да е. Ти мораш да бидеш со тој. Тој е нашата книшка, има и така натаму. Баш поради тоа земјите со помал стандард и поголемо полтронство многу повеќе патат во нивните проекти. А странските земји кои што имаат поголем стандард, кои што имаат бар поделена некоја дисолативност во тоа што го збориш ти, една страна да кажеме малку повеќе масонска, другата малку повеќе јас ќе ти го кажам мојот пример. Јас сум толку отворена во... само што, значи најдобрите музичари во Македонија најретко завршуваат во јак проект во Македонија. Ја тоа ти го гарантирам. Јас себе си се изземам од тоа, не морам јас да бидам, познавам гениални музичари. Јас дури сум завршил во добар проект. Не века не сум заслужил, окей, ама знаеш колку добри музичари има, јас што ги знам, ти што ги знаеш. Што не ги знаат медиуми, што не ги знае театаров, што не ги знае никој. Зашто? Зашто немаат леп да јадат, затоа што се борат, затоа што снимаат аматерски или никакви спотови, затоа што немаат како. Има еден куп музичари искрено кои што се пет парачки, кои што везе немаат дури од музика, кои што не ни припаѓаат таму. Како еден млад автор се бори против таков еден систем, зашто моето искуство е јас како режисер на пример сум многу отворен со работник и до сега со сите што сум соработувала никогаш не сум направила компромис. Јас ако сакам да земам некој, јас се борам до крај за тој човек. Добро. Ако не може, нема да работи никој. Сакам да ти кажам, јас се аудирав на тоа, Гаврило, дека секој режисер во смисла си има свој креативен соработник. Тоа што постои како притисок од институција ќе го земеш овој или оној, не велам дека тоа не постои. Ти зборам за тоа дека режисерот веќе има свој соработник креативен и не се пушта во ризик. Како еден млад автор да се наметне? Не знам. Како да се наметне? Не знам како се наметне, треба да се дружи, да се појавува, да се слушне за него. Не знам, сега ќе звучам како мисица овде, не знам како се наметне, да изземе да го раскине. Поентата е цело што режисерите не ни сакаат цело време работа со него, тоа досадува. Тоа досадува, луѓето се едни луѓе кои што им пружаат водење љубов, па не седат повеќе од неколку месеци некојаш. Пак е тоа вештачки. Ја не верувам, освен ако се некои најболи другари, ама тогаш уметноста може да пати. За секој уметник е паметно. Паметно е од време на време да се промени, да самиот да порасне. Ако ја и ти работиме цел живот, како ќе пораснеме како уметници двајца, да ќе се вртиме во круг? Паметно е да те побарам јас тебе, може би паметно да ме земеш ти мене. Може би, ако стварно направиме гениален проект, е паметно и втори, трет, но бар напоредно. Или после некое време работи човеку со друг, јас ќе ти донесам друг музичар, ќе те затупам како дали постои, ме, например, како режисер ме интересира, дали постои некоја музичка асоциација на млади автори, музичари, кои што да речеме еднаш неделно ќе се собираат во некој простор и ќе ја промовираат својата музика и ќе ме поканат мене, ќе поканат мои колеги, ние ќе седнеме, ќе слушаме, ќе дискутираме, ќе се дружиме, зошто не постои такво нешто? Во моментов има некои што се на маргини, како што е Кино Карпуш или како што некоја институција нов направена, пред неколку години имав Март институт. Добро. Таму собиравме као тоа беше иницијално со ликовни уметници, но доаѓаа сите други. Направивме изложби, проекти, доста работи, но тие останаа повторно во кругот. Ретко беа посетени од некои луѓе, но сепак имавме. Тоа е алтернатива, не ни очекуваме да биде преполно, знаеш, јас лично никогаш не сакам да ме слушаат сите генерации, затоа што не може да ме разберат можеби сите генерации баш за тоа што го правам. Тогаш по секоја цена ли комерцијален да бидеш и така натаму. Има простори, има дружби, но луѓето во менталитетот се за нигде и секогаш ќе останат во Македонија, најверојатно ако не им свети нешто да се промена. Значи има да умре позатоа комшијата и така натаму. Ужасно е тоа кај нас на Балканот, ужасно. Че никој со никој не работи ради глупави причини, овој бил поубав од него, мајка ми татко ми биле побогати, овој имал болја гитара, зашо овој да успее, не знам ти што. А поентата дека ние сите заедно ќе успееме. Јас од пред неколку месеци, цел живот го зборам тоа, дури статус напишав од типот на луѓе,
сите во животот во Македонија имаме потрошено по 2-3 евра, 4-5, сигурно и повеќе у текот на времето, за да вложиме во нешто го правиме. Да се соберавме 50 души, замислете ги парите во Македонија колку се отворевме продукција, да се дружевме и да не си се љутевме еден на друг или да не се газевме, да бевме неколку режисери, неколку камермани, неколку продуценти, музички композитори, што и да е, се што е во уметност, танчери, да не да набројувам. Нормално никој нема да биде нели изоставен, да не го навредам. Ние ќе направиме проекти за 2 години со кои што Холивуд не може да се рамња. Не мора само за квалитет, и во продукција зборам. Потоа ќе станеме конкурентни на пазар, ќе ги шитнеме негде или ќе си направиме портфолио за шиткаме, ќе добиеме и пари назад многу и на крајот на криштата било која влада да влади државата ќе направиме жбрц. И таа самата ќе не прифати после некое време. Зашто? Затоа што ќе се влече на наша опашка. Знаеш како прави Македонија? Од кој ќе му стане познато надвор и после тоа е нашиот, што сними, што направи ова, претходно не му дани денар. Јас имам брутално поминато во министерствата и 10 емисии немате покрија да ти опишам какви со солзи од моја страна и од страна на друг кој што може ги изглумил. Значи јас буквално најискрено и најдетски со голено сум настапувал и пред министрите наши и ништо никогаш не се променило, баш поради таа хиерархија и бирократија што владе и нема никогаш се промени и до тој степен ме видо искрено што стигна да ми кажат извини, но ние немаме средства за тебе затоа што ти немаш книжка. Било која партија да е на власт. Затоа што ги фатив и двете, нормално. Како е сега во однос на ова, отвараш многу широки теми, да. Знаеш, сакам да те прашам, како остануваш неутрален во таква ситуација? За да не си изгубиш себе си, заради тоа што дури веќе ако финансиски вредиш за да го продадеш твојот труд, ти повторно ќе размислиш затоа што тоа е твој труд и твоја душа. Но ако ти треба да се продадеш за нешто што повторно и нема да биде твој труд, што правиш тогаш? Мислам, 99% од луѓето го прават тоа. Јас самиот кажав дека за леп би имал цена. И мене ми е лесно дека немам дете се уште. Јас да имам дете сигурно може, не верувам се дека би земал книжка, би работел глупости 300 како што и работам за жал. Ама повеќе ќе те притиска за да прифатиш, ама ти во која институција да отидеш џабе тие? Треба пак те гази газда некој со четвртата линија, разбираш? Сега ако можам јас лично да направам дистинкција, јас бирам да се бавам со мултилевел маркетинг и со глупости у животот, за да заработам за леп, за да можам да се правам мојата уметност која што не сакам да биде искварена. А од друга страна, ако јас вадам пари како музичар, продуцент, што најретко го правам, за туги зборам дела, мене ќе ми се напунат ушите со музика и ја нема да можам на својата да работам. Ме разбираш? Значи, подобро ќе возам такси и ќе ја правам мојата музика, отколку да се молам некој бенд да дојде да снима ке мене во студио или некој музичар да му правам аранжмани, композиции, што и да е. И помалку пари ќе заработам, тоа е трагично. Дали некојаш си размислил или можеби креативно го канализираш сето ова што го зборуваме како проблем? Во смисла да направиш цел албум музички на оваа тема? Па сите мои музички албуми се на оваа тема, значи јас сум екзистенцијализам кој што ако може да се примени во светот, а све поаѓа од тоа светско ниво, ние сме една рупа на свиралу зањан тука, тогаш може уште повеќе во Македонија се примери. Важи за Македонија, тука живеам, ова сонце ме пече, ме разбираш? За жал ме пече место да ме грее, знаеш. Тоа е разликата. Гаврило, во една трака слушнав сите сме слепи. Знаеш, визија, добро. И знаеш како си го поставив и сама на себе прашањето, сите сме слепи, во смисла општествениот систем не тера да бидеме слепи, па се правиме кога да не сме свесни дека сме слепи, или сами си подпаѓаме во нашата слепост и свесно сме слепи. Не е исто. Дали ќе дозволиш да потпаднеш? Дали си свесен дека си слепен или несвесно си слеп? Тоа е различно. Значи, дали се свесни или несвесни, но причината за ослепувањето е истата од сите страни. Тоа сме слепи. А дали си свесен или не си? Па не знам, можеби помалку луѓе се свесни, а се помалку или повеќе храбри, а храброста каде и што е, пак се тоа големи теми, не знам. Јас не сум воопшто, например, мазохиста или некој лик кој што би црпел од некој низок извор инспирација, да кажеме, од типа да ме тепаат, да камшикуваат или повредуваат, иако стварно уметноста многу пати произлегува од тој тежок начин на функционирање, од тоа негодување кон системот. Но јас секогаш гледам позитивното да го извлечам, дури и во целот мој призвук на музика, ако има некој као dark елемент, ја го некувам таков, dark is the real light, тоа е длабок елемент. Значи тоа е тој елемент на свесност. И во музиката и во текстовите, ти според тебе во твојата уметност ако дојдеш до некој софистицирано ниво лично на изведба на нешто, тоа значи дека си свесен за твоето слепило. А слепилото е фрустрација. Има ли човек што не е изфрустриран? Нема. Ама се дори да си признаеме, не можеме да излечиме фрустрација, не можеме да нагоре. Сите сме изфрустрирани, поише или помалку, тоа е тоа.
фрустрацијата не мислиш дека не води само во пропаст? Па најчесто да, ама не можеме да избегнеме. Најчесто да, од Од фрустрација каде типично доаѓа нема некоја креативна убава енергија. Фрустрацијата доаѓа од самата мене или фрустрацијата ми ја наметнува некој друг? Со тоа што ти си отворена кон светот и немаш гард, дозволуваш да ти сфрустрира истиот. Ако ти се затвориш кон светот, нема да имаш фрустрацијата од глобалното затоплување и можеби ќе имаш некоја друга фрустрација што е поврзана со твоето лично искуство, а тоа е најчесто со нашата смртност. Значи пак ќе скоро и да не можеме да бидеме без фрустрација. Значи ако комплетно станеме луѓе кои што нема да имат ниту его, ниту фрустрација, тогаш ќе бидеме тотално левитирачки особи кои што чекаат својата последна инкарнација и идат во звездената прашина. Значи ќе бидеме луѓе што медитираат во пештера за као наводно за доброто на светот, но веќе нема да бидеме со оваа реалност за која што ние правиме муавет. Ме разбира, значи не постои неисфрустриран човек на планетата Земја. Секој човек што влегува во автобус или се вработува во фирма, автоматски има потенцијална фрустрација. Зашто? Зашто луѓето се депресивни и несреќни, затоа што луѓето не знаат да се изборат за квалитетен живот, зашто луѓето многу лесно потпаѓаат под новите сценарија на технологија и највише од парите кога ги измислиле. Значи се зависни од нив, нема веќе ни трампа муабет. Веќе немаш туку така да отидеш и да комуна да направиш во планина, да се решиш да го направиш тоа. Затоа што тебе пак ќе ти треба нешто што тебе ќе ти текне дека сакаш да го купиш од продавница. До толку сме отидени и отуѓени сме. Тоа сакам да кажам. Фрустрација секогаш ќе има, тоа е инициацијата на човекот, тоа е смртноста. Ај сега ако збориме дека Оттуѓеноста сами си ја создаваме. Оттуѓеноста ја создаваме сами, но поентата цело што дозволуваме да ја создадеме и не се бориме затоа што многу е потешко да живееш по правила, норми отколку да ги избегнуваш. Многу е потешко да направиш пари честно отколку на црно. Многу е потешко да љубиш верно отколку да љубиш 100 луѓе. Ама ако нема правила и норми, тоа ќе биде хаос. Тоа е точно, но правилата и нормите претера. Толку ќе кажам. Добро. Значи за да не те убијам, нека има закон за да не ме убиеш ти мене. Но не може да има закон за да јас не свирам на улица слободно, затоа што улицата е на народот. Така, а јас секаде каде одам скоро треба да вадам дозвола за да свирам таму. Зашто да вадам дозвола за таму? Знаеш, вака ми делуваш драматичен во природа, а романтичар во душа во однос на тоа што го имам слушнато, малце прочитано, тоа што го имаш како поезија, ми делуваше како романтичар, мене, лично. Дали си романтичар, затоа што така си ја полниш душата бегајќи од оваа гротескно фарсична ситуација, или пак не мислиш дека постои начин и дека вреди да кажеш нешто друго, затоа што и Брехт еднаш не има поражено, не зјапајте толку романтично. Добро. Како си ти романтичен? Тоа е и генерична суштина, тоа е романтизмот е естетика на живење. Сега уметници има разни. Јас повторно не ќе да коментирам кој е уметник а кој не е, но сепак некој кој што поминува преку 10 филтри за да стигне до некој производ кој што веќе не е негов, тој се породал. Тој може иницијалната идеја му била срцкаста, супер му била и само тогаш во тоа бил уметник. Јас се трудам да си останам до крај, да не правам компромиси, исто како и ти, се борам до крај, да биде како што сакам јас делото. Нема таму публика, затоа што ми ја гушат, иначе би имало да е малце свртена медиумски ситуацијата. Медиумите не те подржуваат, министерството државните дадат пари и така натаму. Поентата цела е што делото дури да стигне во денешницава е толку деривирано што веќе го ја губи смислата. Знаеш, и многу ретко има нешто што е на вистинска уметност. Од ден денеска, знаеш, еве ќе дам пример со музиката како музичар. Баш начнав тоа, 90-ти, популарната музика фини, Майкл Джексон уреду, дури Мадона неколку песни, да не правиме мојот сингл опери, Кейт Буш што вредат до ден денес. Тоа е класика. И сега денеска зашто популарната музика е толкав шит? Еве земи дури најдевијантните песни на планетата Земја кои што треба да бидат труење на народот. Од Макарена навака. Значи еве ламбада претходно. Ајде малце фустанчиња, фрцкање, некој интересно ритамче, окей. И ја и ти може да се согласиме дека ја певнувавме. Макарена искочи, ја певнувавме, што е дебилно заразна, ама веќе констатиравме дека е многу лошо дело, како музичко дело, за нигде. И сега Gangnam Style дојде.
на лошо иде светот, разбираш? Си треба да се реверзибилно некако да тргне и да се врати во класика. Класиката може и досадна да биде, али боле да ми е досадно колку да ми е одвратно, дегутантно во денешниот трубафол. Знаеш, значи така тоа го гледаш како ајде да не речам избегнување, него просто може би тој романтичарски дух го сметаш за начин на Да, романтизмот усади се прашањето, само прикривање околишаме, филозофираме. Да. Абе, или си лаф, или не си, не знам, или си романтик, или не си. Значи сепак остануваш романтик во ситуацијата. Да, ма може да ти го издефинирам на друг начин. Значи уметник, што е уметник? Добро. Баш пред да почнеме да снимаме емисијава, не си го поставим прашањето што е уметник. Јајцето ми го кошка. Широка тема тотално, но според мене не треба да се дискутира, знаеш? Да, но вистинскиот уметник за мене, најпластично кажано, преку најпластично гледиште е и љубовник, и готвач, секој што има романтизам во него, баш тоа што го збориш ти, секој што твори, секој што има нешто да каже и да створи. Затоа вистинските уметници за мене треба и може да се снајдат во секоја уметност. А оние денеска што ги гледаме, и тој е само аранжмани, прави на музика добри, вау, ама тој нема ништо искомпирано, ама тој не знам, не ни свири, кај знаеш. Некако ми се повторно тие структурирани, повторно се ставени во некој кош кај што ќутат оној капитализам типичен германскиот штраф и готово, знаеш. Од друга страна или комунизам не чини затоа што ти си уметник, ама не. Ама јас, друже, ти то супер свирам. Не, ти у фабрика ќе работиш. Еве, комшиката моја ќе свири, а ти ќе бидеш чистачка, знаеш, никој не е на место така што треба. Ниедно општество не може да ти понуди тоа што треба. Човекот сам треба да се бори. И сега, ние дури во племе, ако се вратиме, и таму има хиерархија и ќе пукнеме работава масонска до... Се разбира, и таму има правила и начин на функционирање. Во себе романтизмот и се раѓаат луѓе. Луѓето викаат леле до воспитување, стварно има голем дел во воспитување на децата. Јас немам против романтизам. Ама јас ги гледам децата, дали се зли или се срдски, дали имаат што да кажат или не. Каков им е осетот за естетику, што мали се гледа. И дали се романтични. Немам против романтизам и романтичност се дури не премина во патетика. Тоа е веќе проблем. Ама има разлика. Знаеш? И не е резка границата, многу е голема, радикална границата меѓу романтизам и патетика. Зашто би преминал туку така? Не ми е резка границата, мене ми е резка границата помеѓу плач и смеа. Многу пореска. Помеѓу романтизам и патетика, може би не радикално, ама далеко е, не е се нешто блиско според мене. Затоа што многу често знаат емоциите и чувствата да не понесат и да станеме патетични. Јас сум повеќе за контрола на чувствата отколку искажување јавно. Во таа смисла, во однос на емоции. Ама се што контролираш веќе престана да биде природно и спонтано. И тоа само по себе веќе е патетика и далеко од дефиницијата на романтизам. Ако ти зборам за воздржување од плачење. Тоа е друго. За таква контрола. Тоа е друго, ама пак ти се зашто се воздржуваме? Ти се воздржуваш пак заради некакви ентитети други. Дали ќе ти се смеат ако си меѓу луѓе, ако си сама дома плачеш, нели? На крајот на денот какви што сме, такви сме. Ти зборам за некогаш тишината на чувствата е многу посилна од тоа е во ред, тоа е во ред, но тоа не значи дека ти ги воздржувам. Но ти кажам воздржувам. Воздржувам значи да јас сакам да ги дадам, ама некако ги воздржувам и не ги давам. Колку си гласен во своите чувства како млад автор? Многу. Секојдневното живење, значи уметник е некој што секогаш му е битно, секогаш му е естетично и секогаш сака да извлече максимум од овој живот. Значи секогаш седиме на роден ден, пиеме, гласни сме. Не сум од тие кои што медиумски се. Знаеш, а дома се празни, тапа или де се борат за истата кауза. Цело време сум гласен, а и по природа сум гласен човек, темпераментен човек, гласен. Добро, штом си гласен. Следиш театар, си бил на театарски представи. Порано, повеќе, сега помалку. Сега помалку. Ме интересира што значи, обична публика или музичар, што мислиш дека му фали на театарот? Си бил дел и од театарски проекти, си бил и како соработник, си бил и како публика. Што е тоа што според тебе? Да, сум бил и публика, и музичар, и глумец, и се, сум бил во театарот, сега без разлика дали е тоа професионално или аматерски. Која е твојата перцепција? Не ми менува мене, некој го крстил дека е професионално. Перцепцијата фали, како што фали на менталитетот, кој што спомна, значи фали многу поголема доверба помеѓу луѓето, многу поголемо помагање, многу поголемо давање шанси, многу повеќе експериментирање, мислам дека сме назад.
Мислам дека можеме многу попрогресивни да бидеме, ама не дегутантно контемпорари кој што кажав, него баш има многу јаки ствари. Еве нас ни улета автори руски секакви и видовме разликата. Значи нема ништо ја да го одговорам тоа. Луѓето кои што посетуваат театри би ги интересирало што говориме, самите ја ви гледат разликата веќе. Без разлика што имаме пар екселативни уметници тука, од режисери до глумци. Значи мислам дека начинот на работа не е тоа исто како во спортот, додека не викне еден кондиционен тренер, 30 на 100 беа послаби претходно. Значи дупки има, фали вложување во театарот, не само лика и прилика, сега вртлива сцена или нели барок. Луѓе треба, екипа треба, ако ние самите немаме школи, треба да викнеме експерти и така натаму. Ја мислам дека нема доволно, но има потенцијали, но тие малку треба да се опуштат. Знаеш, не се навикнат. Јас сум в искуствено отварање работев на Велешки театар нели со Љубиша и нив саундкрафт миксетата која им ја донесува тазе тогаш. Ниту тонецот, ниту ја како тонец, ја цел живот продукција на музика пред се работам, освен се друго што правам, нели? Нема поима, немаме ние, бре. И сме читале на интернет и ни светкала, и нас ни светкаше и таму и се сликавме со неја. Сум доволно ти кажува тоа. Значи ја не дека не се снајдов, ма не е тоа, треба 6 месеци обука за тоа. Да, да. Види, јас мислам дека луѓето ги има, потенцијалот ги има, можеби треба стварно да тргнеме од себе и да почнеме да создаваме. Јас мислам дека треба ние да се менуваме и да пратиме и да ги пратиме да интересите на публиката, што не е баш првата иницијација на уметникот, затоа што не сака да нели да се додворува, ама сепак треба да го пратиме времето, треба да бидеме отворени за времето. Ако јас сум отворен кога што говорам, секаде каде да отидам во времето во кое што живеам, без разлика колку се согласувам со него, јас тогаш си дозволувам да бидам дел од тој микро или макрокосмос, како и да е. Гаврило, и се случуваат работи. Имаш една трака The Testament of Alexander the Great. Многу чудни ми одвоја, ама интересно. И знаеш, што е провокацијата на еден млад автор прво да стави таков наслов на трака? На што алудираш? За каков тестамент станува збор? Многу личен тестамент, значи земја. Мене повеќе ми интересира. И личен и на земја и на една нација. Сега тука и послоевито, затоа што тоа се работи за нешто што јас кој знае дали повторно во живот ќе направам, тоа е потребата. Тоа е транскомпозиција. Да, тоа е транскомпозиција. Јас не сум баш некој лик кој што треба да се занимава со тоа, сакав да чепнам, беше интересно, не испадна воопшто лошо, дури мислам дека на журки имаат пуштено, али не е ни битно, трансириве што се кај нас, одушевени дури од песната, мене баш ми беше драго. Он има некои македонски мотиви кои што се појавени во Турски, во Израел, сличните теми, нели се мешаат мелосите. Поентата цела во околу насловот во тој момент било, знаеш, баш тоа што го кажат, и модерно закупување на една нација, а преку дистинкцијата во инструментите, значи од најживи инструменти има кавал во песната до најелектронска музика, сакам да го прикажам баш тоа одвојување на органското од новото вештачко и спојот кој што и да звучи добро, сепак не е, знаеш, да го сепак се деси многу брзо се случи. Во последниве неколку децени се случи целата технолошка револуција, да кажем. Затоа што прочитав уште еден. Мотивот е поврзан на Александар, мислам уопште не е ни нешто. Не, па мене тоа ми интересира. Кој е само вака, значи уште еден наслов прочитав, Гордиев јазол Александар the Great. Мене ми интересираше кој е поривот на еден млад автор да се занимава со таква тема, затоа што мојот став е дека знаеш, премногу почнавме да се занимаваме со нацијата. За која нација зборуваме? Јасно, да. Ние не сме ни свесни. За каков тестамент зборуваме? Ние не сме ни свесни. Поентата цела е што Гордиев јазол е пре тој тестамент. Јас сакам да го видам твојот личен тестамент. Мојот да го видам. Јас мојот личен тестамент го кажувам. Значи Гордиев јазол е само еден момент на препознавање на нешто што е од ово поднебје. А ние дали сме биле хуни или хомосексуалец ни бил лидерот или сме освојувале до Индија или лажат, сето тоа не е ни битно. Битно е дека тој еден ист народ, не само што имал печат тогаш и сега, тој еден ист народ кој што се сеќава, се раѓа и се сеќава, се сеќава и се раѓа. И се ова е еден Matrix или Waking Life. Значи ние немаме, ние и после 50 века повторно сме истите родени. Значи не е тоа типично верување во инкарнација, едноставно пренесување на информациите и на се што се случува. Во новото време Гордиевиот јазол требаше да представува, тој не успеа како и пуно работи што не успеа тука. Од која Хирошима не верувам дека би се откажал како бренд, затоа што ми се допаѓа како бренд и како замисла во животот, зашто филмската музика се пронедов таму, да кажеме. Но Гордиевиот јазол беше замислен како еден уметник
го сече Гордиевиот јазол со неговиот уметнички меч. Како јас до Индија, ако успеам, и мене ми дозволи и оваа нација да ме шутне, да ме бутне од тука, што тотално не ми го направи, него само ми го начука. Вакво, ќе ја освојам Индија и ќе го скинам Гордиевиот јазол. Значи, тоа е само референца. Не сум навлегол јас во биното и не се бавам со историја од тој тип. Тоа сакам да кажам, не политичко немам ништо јас тука. Не ти зборувам за политика. Ако мислеше на такво нешто. Значи, ја мислев на нација, на алудирање на нација, на идентитет. Затоа што поминува времето, сватив дека сум таков мештанец, најмалку македонски имам во себе. Јас им мразам нации, што е тоа? Повторно масонска поделба на луѓето, раздели па владе дивац. Нема шанси. Значи јас расите не можам да поднесам што се поделени, но они бар личат дека немам иста кожа. Не знам како тоа е генерирано или дегенерирано, или дали е елијанско, не се ни замарам. Но ајде, ако јас гледам дека еден посветол, а друг потемен, окей, јас ќе ги разделам, така ќе кажем овој црно е бело и тоа е глупо, научено, ама ајде. Ама нации е ужас за да ти човековата уопште раса на една мала планета, на една трошка на космосот, да ти толку многу ја делиш и влегуваш. Значи да не навлегувам политика. Да. Не се работи за нација, јас немам нација, јас сум космополита сепак. Знаеш, мене ме интересираше кој е поривот твој за такви наслови. Знаеш, тоа ме интересираше како млад уметник. Да. Добро. Која е Хирошима? Ете тоа, па нема веза со македонски. Сашо ќе ми кажеш дека про-джапанису? Не. Или кинки фраер? Не, нема да ти кажам тоа, сакав да ти кажам дека јас сум уморна од слушање за идентитет и нација. Во оваа држава живеат многу луѓе и сметам дека веќе, знаеш, доста е веќе да се навраќаме. Треба да се негува една традиција, се разбира дека да, но веќе ми е претерано кога ќе видам дека и младите почнуваат да се занимаваат со тоа. На тоа алудирав, знаеш. Сакам да ти кажам, која е Хирошима? Поентата цела дека ми испран мозокот. На младите ги испран мозокот. Младите се занимаваат пола од нив со тоа, затоа што им испран мозокот и се маваат за лажен или за бар несигурен идентитет во гради. Една половина од нив. Втората половина се додворува за да добие пари од министерство. Јас лично ти гарантирам дека на почетокот... Ти се додворуваше така? Јас не се додворувам, па ќе имам сега и албум пред мене, јас ќе се мачам. Поентата цела јас не добив пари од министерство и да сум добил многу повеќе од тој сум заслужил, така да нема муабет тука. Но јас лично ќе ви кажам, се надевам дека нема да ги навредам, ја лично ги знаев момците бар, па и девојката нормално свиреше во Елеуса со нас од Баклава. Тоа испадна сето супер. Да кажеме, и они се најверојатно задоволни, и они влегува во тоа што основи, најмалку им се свиреше тоа на почеток. Они има бенд што се викаше Тројца вулгарни и еден воздржан. Многу кул. Едноставно сватија дека нема лепо тоа и почна да дрнкаат малце поише. Они си ги свират инструменти, но рекоа и супер, ај ќе направиме са бенд Баклава. И тоа беше колку толку, пак недоволно, поддржано. Тоа значи дека јас морам да се додворувам и мене првини тоа ме праша во министерство. Колку ти вика имаш изворни мотиви? Јас е прашувам таа што е изворен мотив. И онај молчи, разбираш? Кој као ќе ми го докаже изворниот мотив? Значи, освен ајварот, ништо друго тука не е наше светурство. А можда и ајварот, не знам. И сега со Неза ќе се карам за изворниот мотив и да кажам дека јас ако употребам некој што таа ќе мисли дека е македонски, он ќе ми даде пари за тоа и после утре дојде да ми докажам дека е турски, што треба да направиме, да ми ги земе парите. Една тегла ајвар. Да, значи тоа сакам да кажам. Слушај, еве за крај малку да поразговараме за која е Хирошима. Мене ми е многу криво, толку многу материјал за разговор, а времето е тоа. Многу има, да, точно. Значи, Тивка на моменти драматична и многу сензибилна. Добро. И имав чувство дека колку стануваме се потивки и отвараме дискусија од типот на тоа што е уметник, се потонуваме во собствената глупост. Колку ти си дозволуваш да потонеш во собствената глупост, бидејќи ова е индивидуална професија, и режијата е индивидуална професија, и музиката е индивидуална професија, и ти само влегуваш во некој колектив, влегуваш во колектив во кој што треба да се вклопиш. Како ти како индивидуалец не дозволуваш или дозволуваш да потпаднеш во собствената глупост. Јас мислам дека
секој индивидуалец или уметник, пошто ние околу уметност се вртиме, са не е битно зашто е емисијата, нели, се вртиме околу тоа. Јас сум така и наштиман за емисијата во животот, сум тој. Јас мислам дека секој еден се ја е свесен или несвесен за својата глупост и си ја дозволува својата глупост заради фактот што неговата глупост е малку помалку глупа од туѓата глупост. Добро. Значи, поентата е кога ние ќе станеме свесни дека не сме совршени како битија, тоа автоматски кажува дека имаме манија, тоа е еднакво на глупост некаква. И сега, ако ние од таа глупост извлечеме максимум и ја пролепшаме, сам не да му ставаме ние на гомното цвеќе да мириса, ме разбираш што сакам да кажам. Значи, едноставно максимумот го извлечеме и од таа глупост, и од тој некој негативитет, и од што и да е, тоа нас не прави уметници и романтичари во исто време. Значи, како паралела на целиот муавет. Луѓето се свесни за својата глупост, луѓето се многу често свесни за своите мани. Јас имав со девојка една поранешна момент од типот на цело време као држ не иде, значи не функциониравме и на крај ма ти ваква и ваква си као. И она вика па си ги знам своите мани, вика ти сега ти ќе ми кажуваш моите мани? И ја не бе свесен дека луѓето се свесни стварно толку многу за своите мани, ама тоа е тоа. Че ние мораме се прифаќаме меѓу себе, а никако да глумиме дека се прифаќаме. И себе си исто. Човек може комплетно да изглуми дека себе си се прифаќа и да се смешка кон нацијата, кон светот, кон себе си пред огледало, се лаже себе си упорно и цаат срце фудар од нигде. Не смееме, имаме мани. Поентата е да направиме нешто поубаво, тоа се има милиони деструктивни фаци луѓе, тоа се луѓе со пониско ниво на свест, не сакам да ги делам, значи има, но сепак има луѓе и не луѓе. Тие луѓе зошто се не луѓе и зашто упорно се не луѓе, нема ни да дознаеме можеби, затоа што ако дознаеме и ако они дознаат, ќе стане светот едно поубаво место за живење, ама тотално може да и досадно и не конкурентно за некои вакви работи, кој знае што ќе се случи. Може еден нов реоформиран хаос, кој што толку ќе уништи како Homo sapiens, пошто јас сметам, не сакам да е така, но колку и да верувам да ги сакам луѓето и нели дури душата да дам за нив се гледа нели тоа како функционирам, јас сметам дека мене е тотално не си не иземам себе си, ние сме деструктивни појави, човече, ние сме девијантни, деструктивни, декадентни, длабоко у себе, исто како што можеш да кажеш длабоко у себе дека стварно сме добрички и ова другото го имаме. Валја сме комплексуси, па толку ни е интересно. Јас се инспирирав зашто поправи ако грешам, зашто Quiet Hiroshima ја доживеав како тивко на моменти драматично рушење. Точно. Хаос, рушење на еден систем самиот оксиморон во името и пропаѓање баш во таа собствена глупост. Точно. Во модерно време, оксиморонизацијата ти е на место и тоа е значењето нејзино. Гаврила, јас ти посакувам да останеш и да бидеш радикален во сите твои ставови. Не ми се сите радикални. Добро. Ставови, да. Да ја оставиме сега на тишината, да проговори за се што јас ти изразговарам.